Епидемиолозите избегнуваат прогноза за можниот развој на заразата и за времетрењето на кризата, но од неколку изјави во последните денови може да се насетат предпоставки дека таа нема да заврши наскоро. Например, министерот за здравство Венко Филипче остави простор дека кризата може да потрае, а српскиот претседател Александар Вучич синоќ излезе со предпоставка дека децата во Србија нема да се вратат во училиштата до крајот на учебната година, не пропуштајќи шанса уште еднаш да се пофали за тоа што го прави. Oko školskog programa i oko svega drugog, to su spremili. Ići će preko više televizijskih kanala, RTS 3, RTS Planeta. Hvala i RTS-u što su se na dobar način tome odazvali. Biće izuzetan program, ja mislim, jedan od najboljih programa u Evropi koje je neko mogao da osmisli na taj način za našu decu. Vi decu da učite, da radite, nećemo otvarati škole verovatno do kraja godine. I tu je profesor Kombi u pravu. Zato smo se trudili da što više odložimo, jer deca nisu u opasnosti. Ali kome vi to da objašnjavate? Ја знам дека вие избегнувате да давате прогнози и немате кристална топка за да можете да видите иднината и така натаму, но сепак луѓето, граѓаните треба да сватат дека ќе се работи за повеќе месеци криза. Нема да биде тоа уште оваа и наредната недела. Во право ли сум кога велам такво нешто? Колку повеќе луѓето се придржуваат до мерките, толку поблаг ќе биде пикот на болеста и толку полесно здравствениот систем ќе може да го издржи. И тоа е суштината на имплементација и прифаќање на мерките од страна на населението, од страна на граѓаните, затоа се нашите чести апели. Ние не може да предвидиме колку ќе има пациенти заболени. Сите мерки што ги правиме се со цел бројот на заболени да биде што помал и да нема нагол пик кој што здравствениот систем нема да може да го абсорбира.